Дејана Прилепчанска лизга по мразот на успехот, но на патот кон тој успех, границата меѓу издржливоста и разочарувањето понекогаш умее да биде тенка и кривка, како мраз. Борбата за себе и за идните генерации, кои сакаат да се занимаваат со овој спорт, е и врз нејзин грб. Не затоа што мора, туку затоа што сака. Лизгањето е во срцето и затоа не се штеди, се вложува максимално да го оствари својот детски сон. Но неодамнешното надпреварување Скопје на мраз го освои првото место. Евене на лизгалиштето Борис Трајковски, каде минува добар дел од денот. Честитки, Дејана, за големиот успех. Благодарам многу. Како ја доживеа оваа победа? Па, искрено, јас бев многу среќна, бидејќи овој пат имавме од Италија надпреварувачки во мојата категорија и не очекував дека ќе освојам прво место, но се потрудив да излезгам најдобро што можам и тој напор всушност се оствари и освоив прво место. Дејана, како се подготвуваше за ова надпреварување? Впрочем, како се подготвуваш за секој твој настап? Па, со моите тренери Даниела и Нина, кои што ми покажуваат како правилно да ги правам работите на лизгалиштето и со нив ги вежбам моите кореографии со кои што настапувам на надпреварите. Исто така голема поддршка ми представува и сестра ми, која што моментално не може да тренира, но таа сепак ме советува што е подобро, што е полошо. Работиме многу напорно, имаме сабајле пред школа тренинзи во 6 часот наутро, па потоа одиме во училиште и после училиште имаме уште попладневни тренинзи и после попладневните имаме и балет, кој што ни помага многу во тој уметничкиот дел од лизгањето и така работиме многу напорно, ги работиме кореографиите кои што треба да ги со кои треба да настапуваме. Какви се условите во кои тренираш? Па не се многу најдобри, бидејќи имаме сепак отворено лизгалиште и кога температурите се зголемуваат, немаме баш услови. Лизгалиштето се топи и воедно имаме и 3 месеци лед, за разлика од останатите држави кои што имаат по минимум 9, па дури и 12 месеци. И пробуваме да работиме со тоа што можеме, но не е баш најдобро. Лизгањето ти е во срцето. По 16 часови си на ледот. Тешко е, но сепак вреди трудот кој што го вложуваме, бидејќи мора да постигнеме некои резултати. За целите кои што тежнееме, мора да работиме напорно и да се трудиме и мора да вреди, мислам се. Имаш ли слободно време? Па со правилна организација на времето, секако се постигнува. Јас сум и одлична ученичка во училиште, излегувам со моите пријатели, стигам на сите тренинзи кои што ни се во неделата. Влюбеник во уметничкото лизгање, вреди ли лизгањето? Вреди ли трудот што го вложуваш? Вреди ли трудот на родителите кои те пратат на сите твои активности? Па, мислам дека повеќе ќе ми биде вреднуван трудот, но бидејќи јас го вложувам својот максимум но понекогаш резултатите не ми се вреднувани, но сепак се трудам, не се откажувам и морам да го направам да вреди тоа што го спортувам, тоа што го сакам. Кој се грижи за твоите костими? За моите костими се грижи мојата шнајдерка, мојата драга Верче. Таа сите мои замисли ги остварува и за овој костим со кој што настапував на Скопје на мраз, таа го суши од прва и ми кажа од прва го сушивме за прво место. И да го заокружиме разговорот со една силна порака од Дејана, дека со посветеност и трудолюбивост мечтите се достижни. Да ги правиме работите со љубов, без оглед колку се некогаш тешки, и да не престанеме да веруваме во себе и своите можности. Дејана, посакувам да се оствари твојот детски сон, да нижеш успеси како на Скопје на мраз, така и во државното првенство во уметничко лизгање и на меѓународните настапи, зошто да не. Тебе ти благодарам за разговорот. Ги оставам гледачите да уживаат во она во што е најдобра во уметничкото лизгање. Повели.